Во рамките на манифестацијата 2021 година во чест на Блаже Конески, Телевизија 24 во соработка со Фондацијата за македонски јазик Небрегово, а по повод 100 годишнината од раѓањето на великанот Конески, рубриката Разговори за Конески во рамки на емисијата Студио 10 и јас како неизин автор ќе подготвиме и реализираме 12 получасовни емисии во кои ќе учествуваат истакнати познавачи и аналитичари на големото дело на Блаже Конески. Прв учесник во оваа рубрика од 12 емисии што ќе се емитуваат на крајот од секој месец годинава е единствениот жив македонист од првата генерација студенти во 1945 година, 95 годишниот професор, почитуваниот Трајко Стаматовски, председател на Фондацијата за македонски јазик Небрегово, која годинава слави 20 годишен јубилеј од нејзиното формирање во 2001 година. За лингвистот Конески ќе разговараме со професорот Стаматовски, кому му посакувам добре дојде. Професоре, добре дојдовте во Студио 10. Ви благодарам на поканата. Како сте? Задоволство. Дали сте добро? Добро. Одлично. Да се чувате и понатаму да ни бидете добро. Ви благодарам и ви пожелувам да ги дочекате моите години и да ги надвидете. Па да се надеваме искрено и да посакуваме да биде така. Вие до кога ќе терате, ние да ве стигнеме. Професоре, да, може ли да почнеме директно сега со прашањата? Може. Првото прашање се однесува на тоа. По повод 100 годишнината од раѓањето, 2021 е прогласена за година на Блаже Конески. Вие важите за најблизок и долгогодишен соработник на Блаже Конески, половина век со него и со неговото дело. Според вашите обемни проучувања на лингвистичкото творештво на Конески, вие велите дека тој е втемелувач на најсуштинските вредности за македонскиот јазик. Како лингвист со 70 годишно творечко искуство, вие темелно го проучувате неговото дело, па во третата книга на Фондацијата Небрегово, односно Мислата на Конески, издадена во 2006 година, вие нагласувате дека Блаже Конески го задолжил многу својот народ, па е редно и тој да му се одолжи за да биде Конески уште повеќе присутен меѓу сегашните и идните генерации. Како и со што треба да го направиме тоа, професоре? Мене ми е лесно да одговорам на ова прашање. Прво, ќе кажам дека делото на Блаже Конески е добро познато во научната и во нашата поширока културна јавност, бидејќи е тој темелувач на основните вредности на една културна акција. Ми импонира што е Блаже Конески сестран творец. Тој не е само лингвист, туку е и поет и организатор на културниот и на научниот живот во земјата. Ќе бидам слободен да се осврнам малку поподробно на ова со што Блаже Конески го задолжил македонскиот народ. Слободно повелете. Во областа на јазикот. Блаже Конески ја омеѓи територијата јазична на Македонија, ги определи главните пунктови во таа територија. Тоа ќе каже дека Блаже Конески го разјасни, даде прилози од најраниот старословенскиот период, па потоа преку средновековието и турбулентиот 19 век да стигне до дефинитивната, подцртувам, дефинитивната кодификација на македонскиот јазик во слободната земја. На литературен план, Блаже Конески е извонреден поет. Ја опеа
маката на својот народ, го преточи народното пеење во еден повисок стил, во еден повисок израз литературен. Го приближи македонското суштествување во својата поезија преку песните и за манастирите, и за црквите, и за битот македонски. Во однос на организацијата на културниот, најшироко сватен живот, несомнени се неговите заслуги во формирањето на првите институции по ослободувањето, како што е Филозофскиот факултет, Институтот за македонски јазик, МАНУ, уште породно пред нив Друштвото на писателите на Македонија и со изданијата и органите на Друштвото на писателите. И воопшто за неговата широка акција на општествен план. Со тоа, тој се пројави како всестран творец. Мене лично ми импонира неговата подготовка, иако тогаш неверојатно млад, туку што излезен од студентските клупи, тој имаше јасна визија за развојот на македонскиот јазик и на македонската држава воопшто. Тоа значи дека неговото студирање не било обично студирање, туку трагање по секој релевантен податок за существувањето на македонскиот народ. Ми импонира и неговата храброст да каже дека и во тие млади времења негови, во неговиот живот, тој вика, јас не се чувствував провинцијалец во своите средби со представници на повисоки култури. Се разбира, се тоа Блаже Конески го изрази во своето дело и тоа дело е објавено од повеќе куќи и во повеќе томови. Добро е што МАНУ се прифати да издаде критичко издание на неговото творештво целокупно во многу томови. Како и со што треба ние повеќе како сегашни и идни генерации, да. Ќе продолжам по тоа. Повелете. Не значи дека и до сега не му се одолживме на Блаже Конески. Му се одолжувавме на различни начини. Прво, факултетот во кој тој предаваше 3 предмети, мене ми предаваше 3 предмети, го доби името негово. Пред зградата на Македонската академија на науките и уметностите се изгради споменик негов. Може би не во обем во кој ја би сакал. Меѓутоа се издадоа и многу други дела за неговото творештво.
можеме слободно да кажем, па дека еве и фондацијата за македонски јазик веќе 20 години го афирмира неговото дело и веќе издаде 16 книги. Што би бил мој предлог за понатам? Добро би било кога би се направил еден избор, како што е правен избор од неговите дела, да се направи еден избор за неговите дела од релевантни проучувачи на тоа дело и верувам дека тоа би било една убава литература, една богата библиотека за вас, лично, за вашата куќа. Мене ми е познато дека вие и порано сте се осврнувале на делото на Блаже Конески. Професоре, ајде со второто прашање да одиме веќе да завлеземе малку подлабоко. Во вашата последна книга Македонски јазик, идентитет и континуитет до искажување во издание на Култура од 2016-тата, вие нагласувате дека таа представува заокружување на вашиот интерес сврзан со борбата за македонскиот литературен јазик, неговиот идентитет и континуитет. Во одбрана на тие вредности, вие студиозно ги анализирате сите периоди од развојот на македонскиот јазик. При тоа, вие истакнувате дека Блаже Конески беше наддржавен авторитет на своето време за кого јазикот е единствена наша комплетна татковина. Како ги толкувате овие безвременски тврдења од денешен аспект? Еве сега ќе почнам од ова прашањето, последните реченици. Јас сум горд што Блаже Конески при промоцијата на мојата книга Борба за македонски литературен јазик во сега веќе далечната 87 година ги искажа оние чувства за јазикот како единствена комплетна татковина. Бидејќи тие негови мисли се употребуваат и денеска и со некои зборови изоставени или погрешно толкувани, ќе ми дозволите јас да го прочитам комплетно заради прецизност целиот тој негов текст. Повелете слободно. Послушајте, македонци, бидете на штрек пред такви поднаводници правни диверзии, од каде и да идат, со кои се фрла кал на нашите светли датуми и нашите постигања. За нас, повеќе отколку за многу други во светот, јазикот представува со се што е на него создадено како говорен и пишуван текст најголемо приближување до идеалната татковина. И оние наши места што се испустени, живеат во нашата традиција со песните, приказните, гаданките и пословиците запишани некогаш во них. И оние наши места што се испустени, ги опишува, опева и слави современата литература на македонски јазик. Затоа и во моменти на ломења, раслојувања и колебања, последно што треба да ни паѓа на ум е да ги поставуваме под прашање придобивките на нашата самостојна акција на јазичен план. Какво визионерско гледање во минатото
па би рекол и во иднината. Ние сме денеска сведоци на раслојување на македонската јазична територија. Многу наши места и денеска испустуваат, остануваат празни, без луѓе, од разни причини, економски, политички, социјални и така натаму. Но јазикот има своји одбранбени механизми, додека тој се употребува во целокупното образование, од основното училиште до факултетското, додека тој се проучува во институциите што се задолжени за неговото проучување и афирмирање, додека тој се употребува во живата комуникација, додека се внимава за официјалната норма во официјалното општење меѓу луѓето, кога тие сваќаат дека употребата на убав јазик е како и употреба на убава облека. Така јазикот сам се брани. Што се однесува до македонскиот јазик, јас ќе бидам слободен при овој повод да искажам некои мислења на видни слависти и разни мислители познати во светот. Наречуван е македонски Вук Караджич, со караджичевски контури и димензии. Наречуван е споменик што оди по улиците. Наречуван е творец на македонското писмо. Наречуван е прв човек на македонската ренесанса. Наречуван е енциклопедија на македонската филологија. И наречуван е уште една синоним на својата родна Македонија. Тоа го кажувале странски слависти. И наши луѓе го изразувале својот воскит од делото на Блаже Конески. Неговиот соборец на културен план, Славко Јаневски, голем писател, ќе напише: Блаже Коневски никогаш неќе е мидато. Еве, предвиде дека Блаже Коневски е присутен и во сегашноста. Друг еден наш писател, голем, Ветрема Андреевски, при промоцијата, односно при одбележувањето на еден мој јубилеј, ми подари една своја книга со посвета, во која, меѓу другото, пишуваше: ние сите доаѓаме од минатото и остануваме пак во него. Што сака да каже дека и ние сега и сегашниве генерации утре ќе бидеме минато. Јас ќе го дополнам ово и со моје видување. Сите наши луѓе во минатото што оставиле некоја позабележлива трага во своето дејствување во разни области, и сите наши луѓе денеска што дејствуваат пак, ќе речам, во разни области во своите професии,
ако остварат забележливи траги, ќе останат не само во сегашноста, и во иднината. На сите нив им припаѓа и минатото, им припаѓа и иднината. Професоре, во контекст на ова кое што досега го разговаравме, сакам сега од малку еден поинаков аспект. Фондацијата за македонски јазик Небрегово е формирана пред 20 години со цел да ја запознава јавноста со големото дело на академик Блаже Конески, за да биде показ, патоказ и инспирација и за идните генерации. Како е еден од првите основачи на фондацијата и нејзин председател? Оваа програмска задача на фондацијата вие практично и суштински ја образложивте во вашето обраќање при промоцијата на првата книга во издание на фондацијата под наслов Студии и огледи за Конески во 2002 година. Зошто се уште не се реализирани некои од, би рекол, овие програмски заложби што се содржани и актуализирани и во декларацијата, донесена од управниот одбор на фондацијата во 2019-та? Сега јас пак ова ваше прашање ќе го разделам на два дела. Ајде. Првиот дел е фондацијата за македонски јазик Небрегово е атипична фондација. Фондации се формираат обично кога некој ќе остави средства финансиски или во некој друг вид имот, недвижен и слично. Фондацијата е формирана без такви услови. Со од влюбеници во неговиот збор и во неговото дело. Ние долго размислувавме една голема група од управниот одбор. Долго за акциите на фондацијата. И во такви услови, на немање никакви средства, идејата ни беше да го посетиме председателот на државата. Тогаш беше председател Бранко Црвенковски и да му изложиме нашите идеи. Тој не прифати љубезно. Отидовме заедно со писателите и општествените дејци Петре Андреевски и Атанас Вангелов. Му ја изложивме подробно нашата програма. Таа беше многу подробна. Тој изрази за наше големо задоволство поддршка. И веднаш ги анимира актуелните повидни стопански субјекти да ја помогнат фондацијата. И да се создадоа какви такви услови за дејствување. Две задачи беа примерни. Обновата на родната куќа на Блаже Конески и нејзиното претворање во спомен дом и развивање на издавачка дејност од и за делото на Блаже Конески. Во двете области се постигнале добри резултати. Куќата и фондацијата мораше да ги помине сите процедури предвидени, да се регистрира, да се распишат конкурси за обнова
и да се изберат изведувачи и така натаму. И сето тоа се направи со едно компактно дејствување на целокупниот управен одбор. И што е особено важно, се издадоа уште тогаш повеќе книги од едициите наши Македонски збор и Поттикот Конески. Веќе 16 книги се издадени. И, што е особено важно, треба да се има предвид дека сето тоа се работеше и се работи до ден денеска наполно на волонтерска основа, без никаков надомес, дури ни за обичен превоз до местото каде што да се устануваме. И тука ја имав конкретната поддршка на сите членови на управниот одбор, а во последните 4 години ја имам на услуга пожртвуваноста на секретарот на фондацијата, колегата Атанас Конески. Јас сум им благодарен и при овој повод. Така. Секако, во секоја организација, во секоја програма има и задачи што се од краткорочен и долгорочен карактер. Долгорочниот карактер ќе ги оставиме. Тие ќе бидат трајни. Меѓутоа, краткорочниот карактер. Ние сме задоволни што нашата програма, која ние ја доставивме во писмена форма до Министерството за култура уште на 1 октомври минатата година, значи пред полни 4 месеци, се прифати како основа за програмата на владата за прогласувањето на 100 годишнината од раѓањето на Блаже Конески. Особено сме задоволни што Министерството за култура заедно со Министерството за образование и наука распишаа 2 конкурса. Едниот за нова наша книга, како под наслов како ме потикнува Конески. Таа доаѓа во низата претходна, како го паметам Конески, каде што ужасувае главно луѓе што имале директни контакти со Блаже Конески. Втората книга беше како го читам Конески, што им даде можност на луѓе што не имале можност да се сретнат лично со Конески, да ги изразат своите чувства од она како тие го читаат неговото дело. Ова е книга. Како ме потикнува Конески. Треба да потикне еден поширок круг луѓе. И оние што имаат, што не докажале од своите средби со Конески, до оние што го читаат и доаѓаат до нови сознанија за неговото дело, до луѓе што допрва го проучуваат и го искажуваат. Конкурсот е отворен до
1 мај. Значи има 3 месеци луѓето да се пријавуваат. Вториот конкурс е поетските пораки на Конески. Тоа би требало да се јават луѓе предивно би сакале помлади поети од студенти па и до ученици како тие го опеваат Конески. Среќен сум што еве 10 дена од објавувањето на овој конкурс имаме голем интерес за двете наши едиции. И за едната, која би рекол е еве од областа на јазикот најшироко сватена, а втората од поезијата. Професоре, бидејќи Јас сме се веќе... надевам Така? дека ќе биде многу успешни тие наши издания. Професоре, бидејќи веќе сме на крајот Што на нашето уште не е интервју, направено. дали ме слушате? Бидејќи веќе Ве сме слушам, Да. ве слушам и Одлично. сакам со тоа да завршам. Ова не е направено, иако се вршат секојдневно разговори со градските татковци за именување на улица во Скопје со името на Блаже Конески и со поставување спомен обележје на куќата во која тој ги помина последните 30 години од својот живот. Имаме ветување дека ќе бидат реализирани. Очекуваме да се создадат поголеми услови за дејствување на фондацијата со доделување на некоја просторија каде што би можеле да ги осмислуваме нашите акции и нашето дејствување во минатото. Во контекст на тоа сакав за крај само да ве прашам, каде е ангажираноста на соодветните државни институции за тоа што фондацијата се уште просторно и финансиски има проблеми кои не се решени? За државните институции многу кратко, 2 минути буквално на крај. Па, јас имам ветување и од градот, и од државата, дека работат на решавање и дека ќе го решат. Јас сакам да бидам оптимист, иако ќе го завршам овој наш разговор со една моја мисла, што съм ја искажувал и порано за делото на Блаже Конески. Ако сакаме да му останеме верни на духот на Блаже Конески, тогаш треба повеќе да му даваме место на акцијата, а помалу место на декларацијата. Јас очекувам акција и сум убеден дека акцијата ќе даде плод. Ви благодарам. Професоре Стаматовски, особена чест и задоволство ми беше што имавме можност да се дружиме заедно со вас и да разговараме, и како прво интервју од овој серијал кој го почнавме, тие го потврдија делото на Конески. Благодарам многу. И јас ви благодарам за поканата и почестен сум што еве ме повикавте прв во вашиот серијал да кажам нешто за човекот со кој секојдневно поминува. Благодарам многу. Благодарам.